Кратки најави за денес. Еколошка револуција за затварање на нестандардната депонија Буково. Од Скопје до Охрид ќе се патува за час и половина, најави министерот Николовски. Во сезоната на грип и настинки, кога медот е најбаран, пчеларите апелираат ковачите да бидат внимателни во изборот. Центарот за култура го распиша конкурсот за избор на најдобра поема Григор Прличев. Роберт Де Ниро и Леонардо Ди Каприо ја поддржаа Камала Харис, а Мел Гибсон Трамп. За најавените и за останатите настани ќе ве информираме во дневникот кој започнува по временската прогноза. Останете со нас. Денес во Охрид имавме сончево и топло време со максимална дневна температура до 20 степени Целзиусови. Во текот на ноќта, понеделник кон вторник, ќе преовладува претежно ведро, ветровито и свежо време. Во вторник над Централна Европа ќе се наоѓа центар на поле на висок воздушен притисок, кој што над стариот континент ќе условува претежно сончево и надпросечно топло време со појава на локална облачност. Услови за локални врнежи од дожд се очекуваат локално на Пиринејскиот полуостров и во Централна и Источна Европа. На Балканскиот полуостров утре ќе преовладува претежно сончево време со појава на локална облачност. Во северните, централните и источните предели зголемена облачност. Во северните и централните предели ќе има пат на дневните температури, а најтопло ќе биде на југот полуостровот. Дневните температури од 17 до 24 степени. Во Македонија во вторник денот ќе го започнеме со свежо утро со утрински температури кои што ќе бележат благ пораст и ќе се движат во интервал од 1 до 9 степени. Во текот на денот ќе превладува претежно сончево, ветровито и топло време со појава на локална облачност. Во попладневните часови зголемување на облачноста. Ќе дува умерен североисточен и северозападен ветер кој што ќе достигне брзина до 25 км на час. Максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат до 16, односно до 25 степени. Во Охрид во вторник по свежото утро во текот на денот ќе превладува претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Минималната температура од 7 степени, додека пак дневната ќе достигне до 20 степени. Во Охрид во среда по свежото утро во текот на денот ќе превладува претежно сончево и топло време со појава на локална облачност, со дневна температура до 19 степени. Во четврток и петок ќе превладува умерено облачно и посвежо време со повремени сончеви периоди. Утринската температура од 7 степени, додека пак максималната дневна ќе достигне до 17, односно до 16 степени Целзиусови. Гледавте Метео на ТВМ по соработка со Трпе Инвест. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно.
Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и DeWalt. Кармен Бауцентар на улица Железничка. Тамаро е 25 години охридски водички лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Анабела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домакин. Тамаро, повеќе од маркет. Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ. Еколошка револуција за затварање на нестандардната депонија Буково. 20 на невладини организации, 5 месни заедници и голем број загрижени граѓани, екологисти и активисти формираа групација наречена Збогум Буково. Депонијата со месеци се опожарува, а чадот го труе регионот. Збогум Буково е групацијата формирана од невладини еколози, активисти и месни заедници во Охридскиот регион. Велат почнуваат еколошка револуција за итно решавање на проблемот со депонијата Буково. Алармот го вклучи постојаното спалување и токсичниот чад, кој што се чувствува не само во околните села, туку и во градот Охрид. Со ова иницијатива се бара итно отворање на регионалната депонија во Новаци, целосна селекција на отпадот за намалување на запаливоста и крајно затворање на дивата депонија. Групацијата Збогум Буково бара најургентно од сите државни органи, министерства и локални самоуправи од целиот југозападен регион да седнат на маса и да се договорат, бидејќи ситуацијата е ургентна веќе неколку години. Депонијата го труе целиот Охридски регион, како и делот од селските средини во Ресен. Со месеци телото на депонијата е во запалена состојба, дополнето со површински пожар. Токсичниот чад го труе регионот. Депонијата ја загадува и почвата, воздухот, површинските и подземните води. Во наредниот период сметаме на зголемување на број на поддржувачи на оваа иницијатива и се до конечниот резултат, односно затворање на депонијата во Буково заедно со депонијата Маутскер. Овој ден можеме да го сметаме како е ден на еколошка револуција, каде што ќе се стави крај на овие депонии. Депонијата во Буково е на листата 25 приоритетни нестандардни депонии за затворање во земјава, како високоризична за животната средина со националниот план за управување со отпад, но и со препораките на УНЕСКО требаше да биде затворена најдоцна до 2020 година. Од Скопје до Охрид ќе се патува час и половина. Министерот за транспорт Николовски најави дека започнува совладувањето на најтешкиот дел од коридорот 8. Вице-премиерот Николовски заедно со председателот на владата Христијан Мицкоски, подпредседателот Изед Меджити, директорот на јавното предпријатие за државни патишта Коце Трајановски и амбасадорката на САД Ангела Ангелер
денеска извршија обиколка на градежните активности за изградба на автопатот Гостивар-Букојчани. После 50 години најави започнуваме со реална работа на терен за изградба на автопатот Гостивар-Букојчани, најтешката траса од автопатскиот коридор 8 на запад, истакна денеска заменик председателот на владата и министер за транспорт Александар Николовски при увид во градежните работи на изградба на автопатот Гостивар-Букојчани. Навистина, мислам дека имаме историски ден, се работи за почеток на изградба на автопатска делница од Гостивар до Букојчани и Кичево, нешто за што се зборува преку 50 години, практично решавање на најтешкиот дел од она што треба да е автопат Скопје, Кичево, Струга, Охрид, коридорот 8, познатата стража, така што прв пат после 50 години почнуваат реални работи на изградба на овој автопат, кој што ќе значи дека помеѓу главниот град на нашата држава и Охрид и Струга ќе се патува за некаде за час и 20 до час и половина, што целосно ќе го промени функционирањето на економијата, но исто така ќе го промени и туризмот, ќе го забрза економскиот раст и ќе значи голема поврзаност за сите. Премиерот Христијан Мицкоски рече дека конечно може да се види дека се работи на коридорот 8 и истакна дека Македонија сака да ја види како главна крстосница во регионот. За нас ова представува значаен момент, бидејќи после 2 години, буквално после 2 години ветувања и празни муабети, денеска конечно може да се види нешто кое што треба да представува дел од оној сон кој што го имаме како влада, а тоа е како нашата земја да биде држава домакин на 3 раскрсници. А тоа е раскрсница транспортна, железничка и енергетска. Тоа е нашиот сон, тоа е мојот личен сон и ќе сторам се како председател на владата да стане и реалност. Автопатиштата од коридорот 8 и 10Д кои ги гради конзорциумот Бехтел и Енка се во должина од 110 километри и чинат 1,3 милијарди евра, а треба да бидат завршени за 4 години. Предвидена е изградба на автопатските делници Требеништа Струга Ќафасан во должина од 22,5 километри, Гостивар Букојчани во должина од 30,1 километар, Тетово Гостивар во должина од 27 километри на коридорот 8 и делницата Прилеп Битола во должина од 43,4 километри од коридорот 10Д. Во сезоната на настинки, кашлици и грип, посебно баран производ е природниот мед, но пчеларите предупредуваат граѓаните внимателно да одбираат што купуваат. На пазарот разни шербети и сирупи се продаваат како мед. Нечестните практики одат дотаму што се фалсификува дури и пчелиното саќе. Природниот мед е многу корисен за здравието на луѓето и поради неговите антивоспалителни својства и супресирачко дејство на кашлиците посебно е баран на пазарот во сезоната на респираторни инфекции. Но пчеларите предупредуваат дека пазарот во земјава е преплавен со фалсификуван мед. Разни сирупи и шербети се продаваат како мед, вели пчеларот Тони Јосифовски, кој 25 години се занимава со пчеларство и одгледува над 230 пчелни семејства. Охридскиот пазар и Струшкиот пазар, да речем и цела држава е полна со фалсификат медови. Единствена држава сме што медот како мед не името мед, значи не е законски запазено. Под име мед може се и се што да се продава, а мед се знае што може да биде. Само мед собран од пчели, од растенијата и дабот и костено, значи од цветовите и дабот, медната роса. Природниот охридски мед е препознатлив, вкусен со карактеристична арома и е доста баран, иако цената се движи од 600 до 700 денари за килограм. Одбирањето на квалитетен мед, иако може би поскап, сепак е клучно за користење на неговите бенефити за здравието на луѓето и затоа купувачите треба да бидат многу внимателни, вели пчеларот Јосифовски. Додава дека нечестните практики на фалсификување на мед одат дотаму што се фалсификува дури и пчелино саќе. Фалсификатот го продават за 500 денари, дури Струга има пилјари што пишува мед, она што реков, не е заштитено името мед, има за 250 денари со парче пита.
И значи луѓето едноставно имаа досега верба во питата, но и тоа го фалсификуваа, направија машински питата. Продажбата на неетикетиран мед според правилниците на Агенцијата за храна и ветеринарство прво ги доведува во заблуда потрошувачите, а представува и нелојална конкуренција на пчеларите. Неопходна е контрола на пазарот и санкции, вели Јосифовски. Тоа треба да го одработи Агенцијата за храна и ветерина, инспекторатот треба тука да воспостават некој ред, но нажалост не воспоставува. Досега немаме никаков барем обид немет направено да речеме дека нешто се решава, тргнуваат во процедура, да речам некој да е казнет, некој да е, но такви работи досега нема. Во Охридскиот регион има над 200 пчелари. Карактеристичен за Охридското поднебје е црниот мед или медликовец. Може да се најдат и други видови мед, од медна роса, од багрем или костен. Националната установа Центар за култура Григор Прличев Охрид го распиша конкурсот за избор на најдобра поема Григор Прличев за 2024 година. Конкурсот за избор на соодветната поема ќе трае заклучно до 26 ноември 2024 година. Тематската содржина на поемата е од слободен карактер. На конкурсот еден автор може да пријави само едно дело. Конкурсот е анонимен, а за најдобрата поема предвидена е и парична награда. Заинтересираните автори на објавената поема треба да ја испратат на адреса Центар за култура Григор Прличев Охрид, улица Македонски просветители број 4 Охрид, со назнака Пријава за избор на најдобра поема Григор Прличев. Дополнителни информации на телефонскиот број 046 261 063 и на имейл адресата Центар за култура @yahoo.com. Вози одговорно, почитувај ги сообраќајните правила. Викендов реализирана превентивна активност на СВР Охрид, на подрачјето на селата Орман, Долно и Горно Лакочереј, како и на повеќето улици кои гравитираат кон овие населени места. Во текот на изминатиот викенд, полициски службеници од Одсекот за превенција и полициската станица за безбедност во патниот сообраќај при СВР Охрид на подрачјето на охридските села Орман, Долно и Горно Лакочери, како и на повеќе улици кои гравитираат кон овие населени места, ја реализираа сообраќајно-едукативната кампања Вози одговорно, почитувај ги сообраќајните правила, информира портпаролот на СВР Охрид Стефан Димовски. Кампањата доаѓа по претходни согледувања на полициските службеници дека на улицата Радојца Новичик и низ другите улици во овие населени места зголемен е интензитетот на сообраќај со нагласено учество на трактори со тракторски приколки и други работни приклучни мобилни машини кои во овој период ги користат земјоделците. Целта на кампањата е низ непосредна комуникација со возачите на моторни возила да им се укаже на потребата од внимателно и совесно возење, како и строго почитување на сообраќајните знаци и другите сообраќајни правила и прописи со цел зголемена сообраќајна безбедност, вели Димовски. На возачите им биле поделени летоци со едукативни практични совети за одговорно учество во сообраќајот, за потребата од прилагодена брзина според сообраќајните знаци како предуслов за избегнување на сообраќајни незгоди, како и со казнените одредби при кршење на Законот за безбедност во сообраќајот на патиштата. Кампањата, спроведена со поддршка на Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата, ќе се реализира и на останатите подрачја што ги покрива СВР Охрид. Дизелот од ноќеска на полноќ ќе поскапи за половина денар, а бензините остануваат со иста цена, соопшти Регулаторната комисија за енергетика. Малопродажната цена на евродизелот од ноќеска на полноќ ќе изнесува 69 денари за литар. Екстра лесното масло за домаќинство се зголемува за 1 денар и новата цена ќе изнесува 69 денари за литар. Се зголемува и малопродажната цена на мазутот за 1,4 денари за килограм. Сега ќе изнесува 44 денари. Цените на бензините не се менуваат, односно литар Евросупер БС 95 ќе чини 77 денари, а Евросупер БС 98 79 денари за литар. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Премиерот на Јапонија Шигеру Ишиба и покрај изборниот неуспех нема да поднесе оставка.
Тој изјавил дека негодувањето и лутината на гласачите довеле до тоа неговата либерално-демократска партија да не освои апсолутно мнозинство на изборите. Ишиба ја предводи јапонската влада од почетокот на октомври и распиша предвремени избори, надевајќи се дека ќе ја зајакне власта и својата положба во партијата, која е погодена од голем финансиски скандал. Ова е најлошиот резултат откако либерално-демократската партија ја изгуби власта во 2009 година и пред повторно да биде вратена во 2012 со големата победа на Шинзо Абе. Атентат на градоначалник во Австрија. Ловец со пушка губил градоначалникот на австрискиот град Кирхберг. Ловецот пукал од шумата и откако пукал се упатил во непознат правец. Полицијата потврдила дека напаѓачот е во бегство и дека е започната голема полициска акција за пронаоѓање на сторителот. На местото на настанот веднаш биле испратени сите полициски единици, а алармирани били и специјалните единици. 64 годишниот градоначалник планирал да се повлече од политиката и мирно да ужива во својата пензија и семејниот живот со својата сопруга и трите деца. Александар Мекарти, 26 годишен маж од Северна Ирска, е осуден на доживотен затвор за екстремна сексуална злоупотреба на деца на интернет и за смртта на 12 годишно девојче. Тој на судењето се изјаснил за виновен по сите 185 обвиненија, вклучувајќи повеќе од 50 уцени. Еден од најголемите светски онлайн злоставувачи правел лажни профили и таргетирал 3500 жртви на возраст од 10 до 16 години во повеќе од 30 земји. Тој се изјаснил за виновен и за смртта на 12 годишно девојче од Америка во 2018 година, кое си го одзело животот како резултат на неговата злоупотреба, пишува BBC. Полицијата соопштила дека повремено ги споделувал сликите и со други педофили. Роберт Де Ниро и Леонардо Ди Каприо ја поддржаа Камала Харис, Мел Гибсон на страната на Трамп. На митингот на демократите во Филаделфија, Роберт Де Ниро отворено го изразил своето незадоволство од Трамп, ја нагласил важноста на секој глас и ги повикал гласачите да не стојат настрана и да ја поддржат Харис, објави CBS News. Леонардо Ди Каприо, говорејќи на митингот во Филаделфија, се осврнал на ставот на Камала Харис за климатските промени, нагласувајќи ја важноста на администрацијата што ја прифаќа науката. Мел Гибсон пак на новинарско прашање на аеродромот Лакс јасно ги искажал своите политички преференции, алудирајќи дека најверојатно ќе гласа за републиканецот Доналд Трамп, а за Камала Харис рекол дека има коефициент на интелигенција како дрвена ограда. Го завршуваме првото издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодарам за довербата. Имајте пријатен ден.